Благодарам заменик председателке, почит заменик министр, штувани колеги пратеци, македонска јавност. Колега Здравки, коректен ви беше говорот. Пуштивте кои во етерот. Те кои што дам дека сакате на начин користите говорници од ВМРО ДПМН е да ги испратите и создадете нормално онака немир кај граѓаните, за да се чудат што ги снашло, односно како ги снашло, меѓутоа очигледно дека не ги имате земено во предвид и нивните лични животи, нивните семејства и тоа како тие ги гледаат работите, вие што ги презентирате овдека така драматично. Прво, морам да ви кажам дека во голем дел од вашиот говор не се согласувам. Ќе тргнам од објаснување во однос на тоа каде сме во однос на сиромаштијата, во однос на тоа како се справуваме и одма ќе ви кажам, баш ми е мило што и овој буџет 2022 година во континуитет представува една голема грижа за човечките ресурси, за граѓаните, за нивниот живот и пред се, заради наметнетата ситуација од пандемијата за здравјето на луѓето. Во однос на сиромаштијата. Почитуван колега, сиве овие буџети кои што се донесени од владата предводена од СДСМ и во претходниот мандат и сега, имаат резултат кој што покажува дека она што е креирано во буџетите и она што значи политика на справување и подобрување на животот на граѓаните, всушност може да се опише и со одредени показатели од Светска банка, кои што, ево, ќе ви кажам што забележале. Во 2016 година степенот или процентот на сиромаштија на државата бил 21,9%. Степенот на сиромаштија на нашата држава во 2021 година од истата таа Светска банка, релевантна меѓународна институција, е забележан со 16,9%. Значи има голема разлика од 21,9% до 16,9%, а според она како се движи и што се предвидува во нашата фискална распределба во буџетот на буџетските корисници, предвидуваат дека во 2022 година степенот на сиромаштија на нашата држава ќе биде 15,8%. И сега ќе речете, па како тоа? Да, не велам дека граѓаните се богати. Меѓутоа велам дека живеат малку подобро него што живееле тогаш кога вие сте ги креирале буџетите. Бидејќи очигледно не сте одвојувале многу средства за граѓаните, сте гледале да покажете дека вие вложувате, ама вложувавте во споменици, во бронзени споменици, не во луѓе. Во однос на сиромаштијата, да го подкрепам ова дека точно се совпаѓа со предвидувањата и показателите на Светска банка, ќе ви дадам една споредба, која што сметам дека вие, како економист, односно кој доаѓа од образование, верувам, вршите анализи. Ево ќе кажам, минималната синдикална потрошувачка кошница во 2016 година била 32.163 денари. И знаете што влегува во минимална потрошувачка кошница, синдикална, тука влегуваат исхрана и пијалоци, домување, хигиена, превоз, облека и обувки, култура, одржување на здравје и тоа е пресметано според одредени индикатори. Тогаш просечната плата, почитуван колега, била 22.294 денари. Значи, разликата која што е во негатива во однос на потребите и минималната кошничка, од минималната кошничка и просечната плата е 9.869 денари.
Ево сега 2021 година, во истиот месец, во август, споредба ќе дадам. Синдикалната минимална потрошувачка кошница е 34.312 денари, а просечната плата во август е 28.642 денари. Или разликата помеѓу потребите од минималната кошница и просечната плата на ниво на држава 5.670 денари. Па, значи, вкалкулирани се во минималната потрошувачка кошница сите оние индикатори кои што ги кажав. Всушност, тие и не го одразуваат, ако си бидиме реални, вистинскиот живот. Меѓутоа, мораме врз основа на наука и анализа, статистика, да ги базираме нормално сите наши предпоставки говори, и ако сакаме да бидеме искрени кон граѓаните, не треба да зборуваме паушално, туку со аргументи. Значи, разликата во 2016 година во однос на куповната моќ на граѓанинот да ги задоволи основните потреби била во негатива 9.869 денари, а сега е 5.670 денари. Правете разлика, мислам дека добра компарација можете да направите и да кажеме дека има подобрување, а тоа подобрување всушност и во индексот на сиромаштија е одразен, што значи дека навистина се совпаѓа и предвидувањето и она што се случувало од 2016 споредбено со 2021 година. Мислам дека со ова, ево, можеме да си бидиме на некој начин разубедени, дека она што го тврдите дека сега се живее полошо, отколку во однос на сиромаштијата, во однос со 2016 година, не е точно. Дека показателите покажуваат нешто друго. Не кажуваат дека идеално живеат граѓаните. И тука ќе се сложиме. Сите заедно во креирањето на буџетот ќе треба добро да ги разгледаме ставките и добро да се насочиме она што е добро да биде уште подобро, се во интерес на тие од каде што се земаат и распределуваат парите од граѓаните. И во однос на невработеноста. Не е точно дека се земени индикатори кои што ги абстрахираат, ги тргаат на страна иселувањата. Не, почитуван колега. И во 2016 година Државниот завод за статистика кажал дека на населението кое што и сега овие индикатори покажуваат на истиот број на население, бидејќи вие во меѓувреме немавте направено попис, а новиот попис дури од другата година ќе ги содржи релевантните податоци, значи на исти број на население, од изброј на население извлечени се индикатор активно население 56,2% од вкупното население. Во 2016 година невработеноста била 23,7%, а вработеноста 43,1%. За да во 2021 година, во истиот период, на 56,2% исто активно население имаме 15,9% намалување на невработеноста и вработеноста е 47,3%. Не е точно дека овдека параметрот на вработени е ист. Не, се зголемувало вработувањето, а всушност се намалувало невработувањето. И овдека не се земени никакви небулози, туку обична статистичка пресметка и анализа направена од релевантна институција Државен завод за статистика. Во однос на тие индикатори, јас тука ќе застанам, сега ќе одам во однос на оние предпоставки што викате дека нереално сме ги предвидувале поставеноста на основите од претходното што се случувало, односно 2021 година, со она што сакаме да се случува и да ги одразува политиките фискални врз оваа следна година. Фискалниот бројач од 4.11.2021 година покажува приходите според она што направивме ребаланс на 2021 се 81,66%. Го имате на Министерството тамо за финансии и економија и можете да проверите.
Расходите се на ниво 76,78%. Капиталните расходи до овој период 52,38%, а процентот на државниот долг во периодот од 30.9.2021 година бил 51,1%, тоа е државниот долг. Ако вас зборуваме за јавниот долг, знаете дека сега пред известно време беше намален, вратен одреден долг и намален под 60%. Значи, она што е предвидено и она што предвидела и Светска банка, меѓутоа и она што е основа од каде што се тргнал фискалниот бројач, за да може да се направи буџетот, всушност кореспондира со она што беше и презентирано и од министерот, и од колегите кои што зборуваа. Јас тука не би се навраќала, само ќе кажам дека несомнено 2022 година ќе биде година на економско заздравување и забрзување на растот преку инвестиции. Знаете дека со буџетот, како што е планиран за 2022 година, се обезбедува навремено исплаќање на плати, пензии, социјални надоместоци, субвенции, се обезбедува реализација на капитални инвестиции, кои што за 2022 година се предвидени на ниво од 37,8 милиарди денари и се повисоки од буџетскиот дефицит. Она што беше кажано и од министерот, јас пак сакам да го нагласам, дека всушност ова значи дека во 2022 година ќе се позајмува само за реализација на инвестициски проекти. И тоа е многу важно. Тоа е многу важно да се потенцира точно како што е кажано. Нели, 37,8 милиарди ви е за планирано за капитални инвестиции, буџетскиот дефицит нели е проектиран на 33,5 милиарди или 4,3% од планираниот БДП. Ќе се задржам бидејќи доаѓаме од образование и нешто само нафрливте дека нема кој да анализира, да го насочи, да ги насочи парите на вистинското место во образование. Јас пак и, ево, ќе се потрудам преку бројки да кажам дека она што е предвидено во образование и кое што треба да се направи е всушност базирано на комплетно скенирање на состојбата на училиштата, на студентските домови и на нормално потребите на универзитетите. Да, во инвестициите што се предвидени во Министерството за образование, скратени се во програмата нели ставката за изградба на нови училишта, затоа што е утврдено од анализата што лани одеше низ сите основни и средни училишта, дека многу малку општини имаат планска документација изработено за изградба на нови училишта, ама пак и на многу училишта им треба да се инвестира за да се реконструираат. И сега, скратено е 64,1% од претходниот ребаланс за 2021, ама 197,5% е зголемена ставката за реконструкција. И тоа се базира на анализа. Не од памет на некој да му текне, ај сега ќе ставиме за изградба повеќе, за не. Направен е добар скрининг на училиштата и точно е кажано каде што е потребно. Истото важи и за средните училишта. Тамо со 20 милиони денари имаме намалени во однос на изградба, меѓутоа 102 милиони денари повеќе во однос на ребалансот 2021 или 467,5% повеќе за реконструкција на средни училишта. Во однос на студентските домови, утврдено дека е потребно студентските домови да им се зголеми нивната енергетска ефикасност и преку програмата на енергетска и ефикасна рехабилитација на студентските домови со 148 милиони денари повеќе од 2021 година или за 135,8% во однос на буџетот и документите од 2021 година, всушност ќе се направат тие
работи кои што се потребни за да се зголеми енергетската ефикасност. Се мисли на дограма, покрив, енергетски ефикасни фасади и она што е најпотребно. Знаете дека овој пат, да, јас ќе се сложам навистина во однос на буџетот за науката, одиме со навистина мали исчекори. Ама одиме со исчекори кон позитива и кон зголемување, во однос на претходните години, во однос на она што вие, кога сте биле власти, сте креирале буџети, сте определувале. Ево, во таа насока е изголемен од процентот на БДП тоа што се одвојува за науката и во континуитет се зголемува. Ќе дадам една споредба. 2018 година беа одвоени 252 милиони денари, во 2019 295 милиони денари, во 2020 300 милиони денари, со буџетот кој нормално сега имаме над 400 милиони денари. И морам да ви кажам дека во минатата година за прв пат Фондот за иновации и технолошки развој во соработка со Министерството за образование и наука преку грантовско финансирање додели 34 иновацијски ваучери со вредност од 15 милиони денари кои што треба да го поттикнат развојот на науката во земјата. Во оваа година, по цела деценија е вратена поддршката нови можности во научно-истражувачката дејност, со висина од 17,3 милиони денари наменети за истражувачки цели и развој на лабораториски ресурси на научните и високообразовните установи. Уште еден друг повик е за финансирање на реализација на научно-истражувачките проекти на јавните научни установи. Тие ќе добиваат по 3 милиони денари по проект. Значи, се оди кон поттикнување и развој на научната мисла, затоа што сметам дека и донесувањето на буџетот и креирањето на сите политики од било која влада, не само од оваа, треба да се засноваат на науката. И само тогаш, врз основа на показатели, реални, научно докажани, треба тоа да биде целта за сите нас и можеме да разговараме во една насока, во насока која што сите со подобри и подобри идеи ќе даваме подобар резултат на ова поле. Ево вчера 7 јавни научни установи и институти по цела деценија добија финансиски средства од државата за 3 годишни проекти со кои треба да се збогати нашата научна дејност. Државата за оваа намена издвои средства во висина од вкупно 19 милиони денари кои се директна поддршка на истражувањето. МОН и владата продолжуваат да вложуваат и да градат систем со кој ќе се обезбеди континуитет во финансирањето на научно-истражувачката дејност, а со таа цел по цела деценија издвојуваме двојно повеќе буџетски средства. И бидејќи доаѓам од Охрид, ќе се пофалам дека и нашата јавна научна установа, Хидробиолошки завод Охрид, е еден од научните институти кој преку ваков научен проект ќе ја испитува еколошката состојба на рибната популација во Белчишкото блато од славна Дебрца. Во таа насока сакам да кажам, почитуван колега, верувам дека и вие ќе се сложите дека со вложување во учениците, во училиштата, во научните институции, во високото образование, ние всушност ќе добиеме многу подобар квалитет и за живење, меѓутоа ќе имаме и загарантирана иднина. Затоа што влогот во образованието е влог во иднината на нашата држава. Ви благодарам.